Извештајот на Европската комисија зборува за напредок и за спроведени реформи во 4 клучни реформски полиња. Но за да знаеме дали тој ќе биде доволен за земјава конечно да почне преговори, ќе мора да почекаме уште некоја недела. Во меѓувреме, фактот што Македонија се уште не е дел од европското семејство не значи дека нема пристап до европските пари. Еврокомесарот Вархеи, кој што неодамна беше во Скопје, најави дополнителни 50 милиони евра европска помош, што ќе треба мудро да ги искористиме. Оваа емисија на Агенда 35 ја посветуваме токму на европските фондови. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате: извештајот е полн со напредок и забелешки за спроведени реформи. Ќе биде ли доволен за преговорите конечно да почнат? Земјата ќе продолжи да ги користи ИПА фондовите и во текот на преговарачкиот процес. Буџетот за следните 7 години се уште не е изгласан, но 600 милиони за Македонија се известни. Меѓуграничната соработка се подобрува и тоа е евидентно во зголемувањето на бројот на европски проекти што ги спроведуваат општините. Гледајте на. Краткиот, но суштински извештај за напредокот на Македонија, објавен од Европската комисија неделава, само го засилува оптимизмот дека одлуката за датум за преговори во март ќе биде известна. Со извештај кој забележува сериозни реформи, прогнозите се дека тешко ќе му биде на францускиот претседател Емануел Макрон да не го одржи ветувањето дадено минатиот месец, дека доколку извештајот за напредокот биде позитивен, тоа ќе значи крај за француското вето. Комисијата нотира дека Северна Македонија ги зајакна напорите и испорача на тамошни опипливи и одржливи резултати во клучните области, идентификувани во заклучоците од Советот од јуни 2018. Следствено, основите на препораката на Комисијата од минатата година за отворање на пристапни преговори со Северна Македонија остануваат валидни, пишува во клучниот параграф од документот на Европската комисија. Овој краток извештај на 6 страници, различен од вообичаените документи од таков формат на Европската комисија, не навлегува во поединечните 35 поглавја како досега, туку ги истакнува најголемите спроведени реформи и предизвици за земјата во 3 области наведени во заклучоците од Советот од 2018. Судски реформи и борба против корупцијата и организираниот криминал, реформа на разузнавачкиот сектор и реформа на јавната администрација. Во делот за судските реформи се нотира дека се преземени значајни законски чекори за зајакнување на независноста на судството. При тоа фактографски се наведени серија на законски измени во оваа област во изминатиот период, меѓу кои законот за јавно обвинителство, усвоен на 16 февруари со двотретинско мнозинство, кој според Брисел овозможува истрагите на СЈО да продолжат. Документот на Европската комисија наведува дека лани јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција отворило 9 нови истраги против 52 осомничени високи функционери и едно правно лице, во споредба со 5 случаи и 7 осомничени во 2018 година. Се нагласува и улогата на антикорупцијската комисија и подобрувањето на ситуацијата со спроведувањето и борбата против организираниот криминал. Извештајот ги нотира и реформите во разузнавачкиот сектор, за кои се констатира добар напредок во согласно со препораките од извештајот на Приба. За реформата на јавната администрација се вели дека напредокот продолжува. Се зголемила транспарентноста на јавните институции преку спроведување на проектот Отворена влада. Амбасадорот Жбогар во интервју за Агенда 35 минатата недела порача дека одлуката за датум не смее да чека поради изборите. We missed so many opportunities. On both sides, let's say. In the past years, so many opportunities were missed to move forward that we cannot afford to say, maybe it's not a good time for this, maybe it's not a good time for that. Whenever there will be a good time, I think we should grab it. Now you have... There is no wrong time for a good decision, probably. Yes, yes. Now we have methodology on the table. The report for the country will come now in the next days on the table. Member states will have those documents. If they decide, if there is agreement in the room to open negotiations, I wouldn't say, well, wait, they have elections, let's come back in, I don't know, June. You don't know what will happen in June. So, you know, whenever there is a white smoke in the room, I think we should grab it. And decision is not for one party or the other party. Decision is for the country and for citizens of the country who are fed up waiting for this decision. So I think they deserve that whenever decision is ready, that it comes, whenever that is. And at the end of the day, a lot of reforms, or some of the reforms, were adopted with the opposition helping. You know, there were a lot of two-thirds majority reforms. Unfortunately, not the last one on PPO, but
there were others before, also in judiciary, that were adopted with the support of musicians. So they can claim that they contributed to getting the date as well. So I hope that this will be the mind when the date is coming, that the date will not come, or the open negotiations will not come for the politicians. I think it will come for citizens who have been so patiently waiting. Советот за општи работи на Европската Унија има состанок на 24 март, кога е првата шанса за одлука за преговори, а на 26 и 27 март се состануваат и лидерите на членките на Европската Унија во формат на Европскиот совет, кога и втората можност. Најмалку 600 милиони евра ќе има земјава на располагање да ги користи за проекти преку така наречениот инструмент за предпристапна помош на Европската Унија, или скратено ИПА, во периодот од 2021 до 2027 година, откако европските лидери ќе го усвојат новиот 7-годишен буџет. По првиот самит на кој оваа точка беше главна на агендата, тие не успеаа да постигнат договор околу тоа која земја колку ќе контрибуира во заедничкиот буџет и како ќе се трошат тие пари. Ова ќе биде прв буџет без Велика Британија, која по излегувањето зад себе остави и дупка од околу 75 милиарди евра за периодот од 7 години. За сега е известно дека минатогодишниот предлог на Европската комисија парите за предпристапна помош да се зголемат за третина нема да помине. Тоа значи дека без оглед што станува известно дека земјата следниот период ќе ги почне преговорите за членство во Унијата, продолжуваме да имаме пристап до ИПА фондовите со сличен износ како и досега, плюс 50 милиони евра како награда од ЕУ за спроведените реформи. ИПА 3 ќе следи агендата на приоритетите на земјите членки на Европската Унија, но ќе биде и во прилог на подобрувањето на инфраструктурата и на институционалните капацитети кај нас во однос на абсорцијата на тие средства и забрзување на реформите. Реформите понатаму ќе бидат, штом се надевам во март ќе биде донесена одлуката за почеток на пристапните преговори и влеземе во еден, би рекол, циклус предвидлив, тогаш ќе може тие средства што ќе добиваме преку ИПА, но и нашиот буџет, се разбира, да ги инектираме и да ги насочиме кон приоритетите кои што самиот процес на преговори ќе си ги искалибрира на крајот. Државниот советник за европски политики Драган Тилев вели дека сосема е различна финансиската поддршка откако веќе една земја ќе стане членка на Унијата и има пристап до кохезионите, односно структурните фондови. Мора да направиме разлика, бидејќи сите прашуваат околу тоа, а колку ќе добиваме кога ќе бидеме членка на Европската Унија, се разбира треба да поминеме низ преговорите, успешно да го потпишеме пристапниот договор, па тогаш да имаме можност да влеземе како земја во тој буџет, како земја членка, и да бидеме партиципиенти во распределбата на средствата за кохезионата политика, односно кохезионите фондови, структурните фондови. Предпоставка, груба математика, е дека износот би можел неколку пати да се зголеми. Некои математики одат и до таму да пресметуваат околу 600 милиони евра на годишно ниво, но да не забравиме дека ќе мора како земја и да уплатуваме негде околу 150 милиона евра на годишно ниво, или нето ефектот ќе биде негде околу 400-450 милиони евра, со тоа што кога почнувате како членка, понизок е апсорбциониот капацитет, 200-250 милиони, за да стигнете кога ќе бидете со развиен капацитет за апсорбција на тие средства, проекти и нивна имплементација, да стигнеме до некој нето ефектот околу 400-450 милиони евра. Се разбира, сето ова се пресметки математики кои што се правени врз сегашната состојба, не врз тоа како ќе изгледа на крајот самиот буџет за 2021-2027, треба да почекаме да видиме што ќе кажат преговорите. Во однос на искористувањето на овие пари што ни се на располагање, Тилев вели дека процентот се зголемува. Апсорбцијата во последниот циклус се подобрува, секоја година процентот се зголемува, меѓутоа се разбира дека не сме до крај целосно задоволни, бидејќи само кога ќе бидеме помеѓу 90 и 100% искористеност, може да кажеме да, ние сме потполно задоволни, имаме доволно проекти, имаме доволно стручен кадар, имаме доволно политичка волја за да ги истераме проектите до крај и можеме да имплементираме проекти од голем обем, бидејќи тие се најкомплексните проекти, тие бараат најголем ангажман
од нашите институции, наши компании, ако сакате, наши консултантски компании, наши градежни компании и така натаму, кои што треба да бидат вклучени во имплементацијата. А клучно за поголемо искористување на европските фондови, според Тилев, е нашиот капацитет. Капацитетите на институциите и пошироко на економските оператори мора да биде на многу повисоко ниво, за да може да дојдеме до тој процент 90-100% во искористеноста на средствата кои ни се на располагање. Една Естонија, Словенија или некои други држави има такви проценти во моментот кога веќе влегуваа во Европската Унија и тоа прави голема разлика затоа што тоа се инектирање на пари директно во вашата економија. До сега земјата имаше пристап до 2 7-годишни ИПА програми, преку кои се проценува дека се искористени само половина од расположливите пари. Европската Унија од 2014 до 2020 година финансирала повеќе од 120 милиони евра за имплементација на проекти за подобрување на меѓуграничната соработка на Македонија со Албанија, Косово, Србија, Бугарија и Грција. Повеќе од 50 проекти од вкупните ЕУ фондови се наменети за општините. And this cross-border cooperation program is one of a program we are using for that, and I think we are in the right way in order to do much more and to provide more capacities for local authorities, because at the end of the day, the accession of North Macedonia into the European Union is not only a question of government and authorities, but is a question for all citizens. So therefore, even the people living far away from a capital city should benefit and should participate. Европската Унија во државата има многу повеќе пари на располагање од колку добри проекти кои општините ги нудат. Според Бертолини, при работата со општините наидуваат на проблеми со два важни ресурси – човечкиот и финансискиот. I would say that financial resources are less important because there are financial resources available. The most important pressing factor is the human resources. And all what we do in our development assistance is to try to keep young people here in the country and to pass always a message to the mayors and municipalities to use young people they have. And we even recently asked for each one of the municipalities to provide us with at least one person to work with and to train and to be more capable to design good projects, because at the end of the day you will always know that there is much more money available than good projects. So if you can develop good projects, you will always find somebody who wanted to support. Најголема искористеност на европските фондови наменети за меѓугранична соработка има на проектите помеѓу Македонија и Албанија, кои имаат за цел да го поттикнат развојот на туризмот, економијата, да ги заштитат културното наследство и животната средина. Во тек е имплементацијата на ИПА 2 компонентата, која што е од 2014 до 2020 година, во која што практично се обезбедени 11 милиони 900 илјади евра, од кои што нашата Министерството за локална самоуправа кофинансира 15%, односно 1.190 илјади евра. Практично оние кои што се имплементатори и корисници на проектите не даваат никакви средства, туку тоа се покрива 85% од Европската Унија и 15% од страна на Министерството за локална самоуправа. Милевски рече дека во рамките на општините биле извршени обуки за да аплицираат на проекти. Станува збор за иновативни проекти кои што општините треба да ги припремат. Во овој период, минатата практично година, имаше обука на општините во рамките на самите општини да бидат подготвени, да можат соодветно да аплицираат на овие проекти и во текот на оваа година практично ќе можат да аплицираат со добри проекти. Значи не овие проекти кои што Европската Унија ќе ги финансира оваа година не се изненадувања за општините да не се припремени, туку во претходниот период заедно сме одржували разни средби каде што ги запознаваа со темите, областите кои што би ги финансирале и бидејќи се тоа европски пари, тематиката ја третира Европската Унија. Ние од наша гледна точка финансираме преку регионалниот развој,
на наш предлог владата го прифати новиот закон за равномерен регионален развој. Валандово е една од општините која одлично имплементира ИПА проекти за меѓугранична соработка со Бугарија и Грција. Според градоначалникот Перо Костадинов, поддршката од европските фондови значи многу. Конкретно за нас како мала општина значи премногу, бидејќи голем дел од капиталните проекти можеме да ги реализираме преку овие средства и преку овие програми. Конкретно нашата општина, општина Валандово, во континуитет веќе со години работи на имплементацијата на овие проекти, кои што се преку гранични со Република Бугарија и со Република Грција. Во моментот затворивме еден проект успешно имплементиран со Република Бугарија, во моментот се имплементира проект преку граничен со Република Грција и се подготвуваме за уште една апликација на новиот повик со Република Грција. Работиме капитални проекти, во конкретниот случај централната детска градинка во Валандово, преку проектот за енергетска ефикасност ја претвараме, веќе се наоѓаме на самиот крај на тој проект во целосно енергетски ефикасен објект, кој што значи многу и за детската градинка, и за вработените таму, но исто така и за најмалите. Ние сами со наши средства тоа би го реализирале многу тешко. Со Република Грција претходните години завршен проект за уредување на едноречно корито и дополнително оплеменување на тој дел од градот, каде што поминува, значи, ли се наоѓа таму централниот булевар. Со Република Бугарија имаме проект за рано превенирање и заштита од поплави. Општина Валандово ги користи европските пари за капитални проекти од најразлични области. Имаме неколку населени места кои што се уште немаат основна инфраструктура, кои што можеме да ги реализираме преку ИПА проектите, односно преку европските фондови. Знаете дека изминатиот период во поблиското минато многу од средствата се пренаменети за заштита на животната средина и исто така за поддршка на туризмот. Општина Валандово е една од општините која што навистина има многу што да понуди на тој план, така да од најразлични области реализираме најразлични проекти. Недостатокот на човечки ресурси во општините за подготовка и спроведување на проектите е една од главните забелешки на Европската унија за работата на локалната самоуправа. Една од клучните работи при имплементацијата е да се има квалитетен тим, бидејќи се работи за една процедура која што е прилично сложена и доста комплексна од административен аспект, уште при самата апликација, потоа и при имплементацијата. Сметам дека и самата држава и локалните самоуправи, значи сите заедно, наредниот период треба да го таргетираме тоа како еден од главните моментуми, да создадеме кадар кој што едноставно ќе знае брзо и ефикасно да работи на имплементацијата на проектите. Сметам дека тоа е еден од круцијалните моменти за подобра искористеност на ниво на цела држава на овие средства. Не се мали, се работи за големи средства. Градоначалникот Костадинов вели дека имплементираат прекуграничен проект со Грција и се подготвуваат за уште една апликација за новиот повик со истата држава. Постојат значителни разлики во стапките на невработеност помеѓу државите членки, а сиромаштијата и социјалната невклученост се повеќе се намалуваат благодарение на поволните услови на пазарот на труд. Се само дел од главните заклучоци содржани во извештаите кои ги објави Европската комисија, а во кои се анализираат клучните социоекономски предизвици во државите на ЕУ. Според извештаите, успешното спроведување на Европскиот столб за социјални права ќе биде од клучно значење за климатската и социјална транзиција да биде искрена и социјално праведна. Европската комисија истакнува дека растот на продуктивноста и понатаму е предизвик, особено во време на демографски промени, а недоволните инвестиции, се постарата работна сила и недостатокот или неусогласеноста на вештините се кочница за потенцијалниот раст. Државните дефицити во просек повторно почнуваат да растат, со што е стопиран трендот на намалување од претходните години. Помеѓу државите членки видливи се разликите во поглед на нивото на долг и предизвиците за одржливост, а високото ниво на јавен долг е и извор на слабост, покажуваат извештаите на Европската комисија за клучните социоекономски предизвици во државите членки на ЕУ. Во 2018 година во Европската унија биле платени даноци за животната средина во износ од 324,6 милиарди евра,
што представува номинален пораст од 3% во однос на претходната година и 49% повеќе отколку во 2002 година, покажуваат податоците на Евростат. Даноците за енергенти имаат најголемо учество со 77,7% од приходите од даноците за животна средина во ЕУ. Потоа следат даноците за транспорт со учество од 19,1% и даноците за загадување и природни ресурси со 3,3%. Во 2018 година придонесот на даноците за животна средина во вкупните приходи од даноци и социјални придонеси на владата е различен низ државите членки на ЕУ. Највисоко учество е забележано во Латвија и тоа 10,9%, Бугарија 9,8% и Грција 9,5%. На другата страна на скалата најниско учество е регистрирано во Луксембург и тоа 4,4%, Германија 4,5% и Шведска 4,8%. Вкупните приходи од даноците за животна средина во 2018 година представувале 2,4% од бруто домашниот производ на Европската унија. Во нашата држава пак според последните податоци на Државниот завод за статистика, а кои се однесуваат за 2017 година, даноците за животна средина биле 1,9% од БДП. За прв пат после 2015 година барањата за азил во Европската унија бележат пораст во однос на претходната година, односно тој пораст во 2019 година изнесува 13%, така ако во 2018 година биле поднесени 635.000 барања за азил, таа бројка во 2019 година изнесува нешто повеќе од 714.000. Порастот не е поради незаконска миграција, туку повеќе поради поднесени барања на лица од држави кои имаат безвизен режим со Шенген зоната. Овие првични податоци минатата недела ги објави Европската канцеларија за поддршка на азил. Најголем број од подносителите на барањата за азил потекнуваат од Сирија и тоа 72.000, потоа Авганистан 60.000 и Венецуела 45.000. Жителите на Авганистан во многу поголем број барале азил отколку една година претходно, а исто и тие од Венецуела. Во 2019 година се намалил бројот на позитивни одлуки по барања за меѓународна заштита, односно на една од 3 одлуки била доделена регулирана форма на заштита. Највисока стапка е регистрирана за жителите на Сирија и тоа 85%, Јемен 82% и Еритреја 81%. Примерна ниска стапка на признавање на азилантски статус е забележан за граѓаните од државите од Западен Балкан и за нашата држава тоа е 1%. Главен предизвик на службата за итна медицинска помош на секаде во светот е овозможување најдобро можни здравствени услуги за граѓаните во најбрзо време. Дополнително, важно е и оптимизирањето и правилното искористување на ресурсите, односно лицата со посериозни здравствени проблеми први да ја добијат услугата на итната медицинска помош. Според податоците на службата за итна медицинска помош на Талин во Естонија, кај скоро 50% од случаите помошта на пациентите во нивниот дом била доволна, а здравствената состојба можела да биде решена и од матичен лекар или семејна медицинска сестра техничар. Ако се знае дека во Естонија, односно Талин, има се поголем број иновативни услуги со кои им се олеснува и подобрува квалитетот на живот на граѓаните, една таква услуга е од голема помош токму за ресурсите на итната медицинска помош во тој град. Имено се работи за нова услуга со која им се овозможува на граѓаните да повикаат семејна медицинска сестра, техничар, директно преку повеќе јазичен портал, виртуелна клиника. За ова не е потребно претходно да се контактира или консултира матичниот лекар, со што се заштедува на време, а услугата е достапна и навечер и за викенд. Порталот Виртуелна клиника овие лица кои не се итни случаи ги насочува кон давателите на примарни здравствени услуги, односно матичните лекари, семејните медицински сестри, техничари. Со ова се зголемува нивната достапност, а службата за итна медицинска помош се користи за покритични случаи. На тој начин е создадена самостојна услуга за посета од семејни медицински сестри и техничари. Овие медицински лица говорат покрај естонски јазик и руски, англиски и фински, со што се овозможува пристап до здравствената услуга на поширока група жители на Естонија. Семејните медицински сестри и техничари, кои се дел од платформата, се лиценцирани од Естонскиот здравствен одбор, а платформата само посредува околу нивниот ангажман. Сите медицински лица се квалификувани да извршуваат вообичаени медицински испитувања и процедури, а доколку е потребно, може да се консултираат и со матичниот лекар заради поставување на заеднички план за третман. Следната среда се гледаме во истиот термин и на истата фреквенција. Но доколку не пропуштите тука, ве очекуваме на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили, каде што ги очекуваме и вашите коментари. Останете со програмите на Македонската телевизија.